Следите новото издание на подкастот со Ана на ти и денеска ќе имаме, се надевам и сигурна сум, во суштина интересен разговор, затоа што имаме човек кој што има многу зад себе, повеќе од 40 годишна кариера, еден од најплодните и најзначајни наши музичари, композитор, продуцент, инженер по звук, не знам што се не има од музикава што не го чепнал. Валентино Скендеровски денеска во Со Ана на ти, добре дојде. Здраво, Ана. Во функција на името на нашиот подкаст ке тераме на ти. Малце ќе биде поприроден муабетот и би започнала секогаш, сакам да започнам со тоа кога Валентино го препозна она што ние го викаме, оние кои што почувствувале порив од музиката. Кога за прв пат знаеше дека музиката ќе биде тоа што ќе те определи како човек во животот? Тоа генерално се знаело пред да се родам, затоа што потекнувам од музичко семејство. Добро, да, ама не секогаш па децата тираат по тој пат. Да, ама некако што знам, сите мои се музичари, нели почнав да учам клавир нижно музичко од 5,5-6 години. И мојот прв рок бенд се деси на моја 12 годишна возраст, тогаш бев 7 оделение. И пред тоа се знаеше дека ќе бидам музичар. Да. И како беше првиот, го памтиш првиот бенд? Да, како не. Да. Првиот мој бенд се викаше Rock System. Rock System бевме уствари панкери. Океј. Добро. Пејач и лидер на бендот и гитарист беше Цеки, Зоран Рудан Цеки. Леле, он уште сви. Се занимава со малку поинаква музика, меѓутоа. Да, многу беше интересно. Деца, јас бев 7, останатите беа 8 оделение, клинци свиревме по гаражи, подрумување. Така. Добро, ама сте го осетиле тоа уште од мали нозе, тоа да. Колективното, бендовското, кое што веројатно никогаш не напушта, нели, потребата од свирење, од музицирање, од знаеш како, јас тоа го нарекувам, некој оди да игра карти, некој оди на утакмици, некој се занимава со, некој игра тенис, некој игра фудбал. И некој оди да свири заедно со некои луѓе, затоа што му е добро кога го прави тоа. Да. Без разлика на исходот, нели, кога си клинец, свириш со некого, па не знаеш што ќе се случи. Да, целта и намерата е да го покажеш тоа пред некого. Да. Ако е можно пред што повеќе луѓе, меѓутоа не е тоа главниот порив. Значи свирењето со луѓе е нешто што ти го бара подсвеста го бара. Така што мислам дека кај мене барем не може да го замени. Се уште сакам да свирам, се уште свирам. Да. Валентино, на каква музика расташе ти? Па ја растев генерално на некаква поп и рок музика. Првите песни што успеав да ги скинам и да ги свирам беа песните на Битлси. Мајка ми класика. Одамна пред колку бев 4-то оделение се врати од Лондон и ми донесе една голема песнарка со акорди и сите песни на Битлси, многу песни на Битлси. И тоа всушност ми се претвори во зараза и понатаму се разбира развојот на некаков музичар, некаков покомплициран рок, не знам, Deep Purple, па Цепелин, па Сабат, па не знам како се вика, Pink Floyd, па Jethro Tull, па Емерсон, Лейк енд Палмер и така натаму. Да. Нешто кое што веројатно треба да биде запишано во едукација на сите деца кои што се занимаваат со музика. Некако мора да се помине тоа се, да се преслуша. Па добро, да, вистина е, до неодамна се ова важеше за богохулие, нели? И сега одпред, што знам, 1 или 2 децении поп и рок музиката важат за некаков мејнстрим, се изучува по универзитети, не знам, луѓе дипломираат, магистрираат на тоа, така што да, официјална е, меѓутоа многу време немаше тоа кај нас. Кај нас е од скоро, меѓутоа долго време го немаше ни во Европа, знам дека во Америка одамна постои таква институција. И секако многу логично и нормално продолжуваш понатаму со формално музичко образование
Не, јас завршив нижо и потоа сакав да се запишам во средно. Меѓутоа, моите сите мислеа дека тоа многу црн леб музичарски. Аха, као што веројатно грото од родителите. Скоро на сила ме запишаа во гимназија и тоа беше многу безуспешно. Сменив многу школи, на крај завршив слаба струја во Орце Николов. Аха. И така. Така што не успеа идејата да не бидам професионален музичар. Затоа што не знам, и гените си го прават своето и љубовта кон музиката ми е уште, како што реков, уште од пред да се родам, така што Да. не може тоа да се искорени. Да, меѓутоа, си го наоѓаш патот и сепак дипломираш како звучен инженер и магистрираш културологија науки. Да. Зошто? Како таа комбинација? Саунд инженерингот е нешто со што еден музичар кога ќе направи свое студио, нешто што подразбира дека тоа е позив со кој што мора да се бавиш. Сега јас запнав тоа да го усовршам. Дипломирав саунд инженеринг во ИСТС институтот во Париз. А потоа магистрирав на УКИМ во таа нова насока која што тогаш се отвори, културологија, културолошки студии во литературата. Прво беше моја потреба да се усовршам како музички продуцент. Сакав да го поминам и тоа, сакав да го имам тоа ниво на знаење. А од друга страна, веќе и работев како доцент на Универзитетот ЕСРА, кај што ја држав катедрата за звучен инженеринг и музичка продукција. Па имаше потреба да се оди ниво погоре. После магистрирањето станав декан на тој факултет. И ги извозев тие 4 години како декан и повеќе не ми се играше тоа. Добро, многу обврски. Да, многу обврски, ама и сепак тука некако практично музиката има потреба секој музичар тука да ја живее музиката. Она што го правиш ти во студиото, она за кое што зборувавме малку и пред да почнеме со снимањето, дека тебе всушност оној креативниот дел ти почнува доцна навечер, па се до раните утрински часови кога се седи и се продуцира и се работи. Имам колеги кои што оваа моја работа си работат преку денот са бајле. Ќе се напија кафе и ќе почне да работи. Јас тоа не можам да го замислам. Мене работниот ден ми почнува околу 10:30-11 навечер и завршува таму некај 4-5. Некогаш 7, некогаш 9. Зависи колку има работа. Некогаш има моменти кога не можеш да го оставиш тоа што го работиш, мора да го завршиш, не заради рокот, туку заради процесот. И тоа знае и да потрае. Ама јас сум навикнат на тоа и веќе нешто повеќе од 30 години живеам со тој биоритам и сум, не знам, окей сум со тоа. Да, функционираш така, супер си се навикнал. Валентино, повеќе од 4 децении, јас не знам дали има музичко име на македонска сцена со кој што не си соработувал. Почетоците во 80-тите ти се, нели, со еден од најкултните бендови, како Меморија, Лепи Сол, Анастасија, мораме да го споменеме, да ја споменеме и филмската музика од Пред дождот. Така. Ајде малку за тие искуства. Тоа навистина се тие легендарни иконски остварувања кои што до ден денеска ќе се зборуваат и ќе се памтат и ќе се запишани во музичката историја. Добре, јас тоа не го доживувам така. Ова кога ќе го кажеш 40 години, на мене многу страшно ми звучи. Ама изгледа дека е така. Во Меморија за прв пат влегов као клавиатурист во 86-та година. 85-86-та. Тоа беше некоја од првите постави на Меморија, трета или четврта отприлика. И тоа беше интересно, средношколски денови некој така. Да. Подосна се случи Леби Сол на моја 20 годишна возраст, што за мене представуваше нешто што е невозможно, а и луѓето што ме познаваа не можеа да поверуваат, пошто Леби Сол кај нас тогаш во тоа време во Југославија важеше за бенд кој најдобро свири.
Звезди. Култен бенд и Така. онака се знае, ако некој свири, тоа се тие момци што свират. Да. И тоа ми беше, морам да кажам, нека ми беше огромна отскочна даска во доменот на кариерата. Свирев со нив отприлика околу година дена, па потоа имав некои екскурзии низ Европа со некои бендови, кавер бендови и така натаму. Се вратив назад, потоа дојде периодот да си го отворам моето прво студио. Претходно работев како хонорарен музички продуцент во МРТ, во М2 студиото, што се снимаше популарна музика, забавна музика. И што знам, се случија многу пресврти во тоа време. Се снимија многу албуми, испродуцирав многу албуми, можам да кажам дека едни од најбитните продукции во 80-ти и 90-ти, почетокот на 90-ти, се работеа токму во тоа студио или во студијата на моите пријатели, например Тоше Попсимонов покоен, беше човек кој што имаше прв приватно тонско студио во Македонија. Јас со него соработував многу, бевме многу блиски. И потоа дојде време сам да си отворам студио, тоа се случи 95-та. Па понатаму се случи соработката со Анастасија, им работев како програмер и како студиски музичар. Како човек кој што им помага да го остварат замисленото во некој случај, во некоја смисла. Мислам дека и тој период со Анастасија беше исто многу битен. Тогаш се случија многу турнеи, многу патувања низ Европа. Што за мене представуваше особено искуство. Многу големи стејџови, многу фестивали кои што свират многу разноразни бендови од различни култури. Најчесто свиревме на World Music фестивали, кај што светска музика, што има од секаде, не? Да. И беше многу интересен период кој што за жал повеќе не се повтори. Анастасија почна да прават некаква поинаква музика, малку се тргнаа од она што го нарекуваме етно, нели? Од музиката која што има особено во филмот пред дождот. И тоа се снимаше кај Тоше Попсимонов во Audiolab. Така што понатаму во рамките на моето студио и почнав да се бавам и со компонирање, почнав да се бавам со продуцирање, особено на фестивали, особено на цели албуми. Знаеш, тоа беше такво време, се снимаат цели албуми или огромни проекти. И тоа е нешто што те тера да станеш одговорен, нешто што прави да не сме да има никаква грешка, да не сме да има доснење, да не сме да има застои. Секогаш е тоа со рокови, фестивалот е закажан, се одржува, тогаш материјалот што е снимен треба да излезе претходно да се појави пред да се случи фестивалот. Така што тука се научив на некакви одговорности од кои не може да се нема извини. Така. И она што е интересно, кога веќе го спомена ова работење на цели албуми, она што е интересно, ти работиш и на првиот албум на Тоше. Како беше искуството со Тоша да се работи? Се препознаваше гениалноста уште на првиот албум? Да, дефинитивно. Нели? Јас го имам кажано одамна. Случајно отидовме на некој фестивал, не знам кој фестивал, знам дека беше у домот на Арама. И сега настапуваат луѓе, нели, искача момче, младо и вриштат по него сите. Сватив веднаш дека тоа е тоа. Мислам, тој беше така искача и веднаш околу него има некоја топка што свети, некоја аура. Неверојатно. Беше многу харизматичен, беше многу талентиран и беше многу упорен. И беше перфекционист и многу често заглавувавме до Сабајле во студио со сецкање на вокали. Он ќе ми отпее еднаш, па ајде уште еднаш да пробам, уште еднаш, сега не знаеш што да одбереш, он вика, не, ова нече ни паќа, влезам да пеам, чекај малце, и така, мислам. Беше златно дете. И беше некако невин, искрен момак, неискварен,
што беше реткост во тоа време. Дури мислам дека имам работено на сите албуми што ги има снимано во Македонија. Дали како продуцент, дали како аранжер, дали како саунд инженер, дали како не знам. Меѓутоа бев учествував во некоја рака во неговата кариера. Си остана истиот до крај. Да. Посебен. Не знам, знаеш, некојаш звучи како клише дека, не знам, веројатно еднаш во 100 години се случуваат такви посебни луѓе. Не знам дали Македонија ќе има повторно таков музичар. Не велам дека немаме ние музичари, меѓутоа еден таков комплет во една личност, со она што викаш харизма, со талент, со амбиција, со точност, со прецизност, со се што треба да има во суштина музичар. Мислам дека сето тоа зависи од некаков развој на настаните. Несомнено дека има многу такви деца во Македонија талентирани. Меѓутоа, за да се погоди да ја имаат среќата на тоше, треба да се погоди некаков момент да тоа дете може да излезе и да го представи пред луѓе тоа што го знае. Да има кој да се грижи за неговата кариера, да има кој да го финансиски да го поддржи тоа. Во последниве години или децении знаеме дека сме многу слаб, многу мал пазар и мислам дека и на оние кои што се занимаваат со некаков менеджмент и тие се свесни дека во Македонија е скоро неисплатливо да го правиш тоа. И некои луѓе го туркаат тоа на мускули, меѓутоа мора да ги сватиме и нив, мора да имаат како да ги приранат своите семејства. Значи, доколку се занимаваат со градење на македонски звезди, мислам дека не може тоа да биде доволно за екзистенција и за звездата и за нив. Валентино, што мислиш, кај се скршна работава? Зошто немаме толку веќе имавме едно време многу богата музичка сцена, многу звезди на оваа македонска музичка сцена, многу хитови кои што до ден денес траат и кои што до ден денес се слушаат по клубови, се свираат по свирки. Меѓутоа не се случи рапидно, страшно игнорирање на културата. Не се случи навиката да не се плаќа консумација на македонска музика, да не се купува македонска музика. Златниот период на пиратеријата се појави подоцна. Потоа не се случи увозот на музика од соседството, која што никој кај нас не се потруди да ја филтрира или да го контролира тоа. До ден денес? Да. Сега, може би не е добро да го кажам ова, меѓутоа знаеме дека кичот е нешто што најлесно се проаѓа кај луѓето и кога на некого ќе му понудиш нешто комплицирано, некаков кич, широките народни маси имаат тенденција да го прожвакаат тоа, пошто многу лесно се жвака и многу лесно се голта. И ете, за жал, никој не обрне внимание да се држи традицијата на македонската музика. Свесни сме за тоа како Хрватска го организираше. Мислам, кај нив нема извини, кај нив се знае што значи нивната домашна музика и што значи музиката што доаѓа од страна и европската и светската музика. Така што може само да им завидуваме. Некој мораше да се погрижи за тоа. Да. Што мислиш, фестивалите колку помагаат? Едно време имавме и фестивалите функционираат. Фестивалите ги нема повеќе. Да, само Макфест е уште. Значи, јас бев, што знам, таму од 99-та, 2000-та, 2001-та бев уметнички директор на Макфест. Да. Скопскиот фестивал. Па потоа на Скопски, па потоа на Евросонг. Последниве Скопски 2-3 ги водев исто. 13-та, 14-та, 15-та. И едноставно се престана со тоа. Некој има, што е ова со оркестри, сега со тие виолините, со трубите. Како? Ама повеќето луѓе го мислат тоа.
Ма тоа е магијата на фестивалот. Друго, кога некој ќе го каже тоа, никој не му се подсмева. Што е многу страшно. Да. Пошто се има своја вредност и знаеме Така. колку би можела да значи оркестарската музика. Еве, сега ги имаме ЗДЖМ, Националниот џез оркестар. И исто се трубите, ама не гледаат така на тоа. Значи нешто се промени. Меѓутоа, ова со фестивалеве и со компонирањето на нова македонска забавна музика, која што ќе биде поддржана од оркестар, некако се претвори во нешто што едноставно или е претешко да се консумира, прво е претешко да се организира и да се плати. Мора да ги платиш тие 60 на сцена што свират. А друго, едноставно, куќата која што ќе го организира фестивалот, треба да има некаков бенефит од тоа, треба некако да заработи. И сега, за жал, на сите им е битно што повеќе да заработи. И затоа го имаме Макфест, кој што си е таков каков што е, песна, плейбек. Се турка некако обстојува, меѓутоа фали таа магија на живиот до 16-та година и Макфест беше со оркестар. Беше, така. И потоа се претвори во нешто друго. Да. И одамна беше само матрица и глас, па некој време беше фул плейбек, па после оркестар, па меѓутоа ете, сега за жал ги немаме ни фестиваливе, ни скопски, не знам што се случува со Цветници, дали се одржува, дали се снима. Не знам, тие не сум од тек со народните. Тоа што го знам е дека во последен ВД директор на музичка продукција во МРТ бев јас. По мојот пријател Љупчо Мирковски. Во тоа време имавме биг бенд, имавме оркестар на народни инструменти, народен оркестар, чалгеи, камерен и хор. Сега нема ништо. Сега нема ништо. Се снимаше. Мислам, имав гости од Црна Гора, ги шетав по студијата, тие беа фасцинирани како ваму свират, снимаат едни, ваму снимаат други, како се работи музика, доле некои луѓе спремаат некој дело. Беше навистина се работеше. И после сето тоа некако полека замре. И за жал, ние се уште ги имаме тие студија. Јас сум снимала во М2 студио, знам, не го знам оној од твојата страна аспект да го раскажам, меѓутоа вака од сите кои што снимале викаат дека тоа е неповторливо. Јас влегов прв пат таму на моја 15 годишна возраст со еден бенд да снимам и реакцијата моја беше и јас сакам овде да живеам. И после неколку години се вработив таму како студиски музичар, па работев и како продуцент. Па тие попрок албумите сам и ги работев и како тон мајстор, како саунд инженер и како продуцент. И М2 ми остана болка. Се уште ми е болка, просторот е тој, опремата внатре е стара, таа може да се замени. И сега, опремата која што беше во тоа време, која што е купена во 80-тите години, која што коштала неколку стотици, повеќе стотици илјади долари, за да сега функционира М2, со некои скромни 30.000 евра може да се среди. Замисли. И да тоа биде солидно фино студио, каде што ќе се на крајот на краиштата треба да има опрема која што имаме сите ние по приватните студии, ништо повеќе. Значи сега е се со базирано на компјутери, се е базирано на добар аналог to digital конвертер, добро да се влезе во компјутерот, таму да се изработи, просторот е добар, огромен е. Таму може да свири огромен оркестар. Не знам дали знаеш, ама 25 на 15 на 12 висина е. Знам. За снимање. Знам. И тоа е прекрасно. Исто М1 тоа студиото доле каде што се снимаше класична музика порано. Едно време беше под концесија на така наречените французи на Феймс, па они се замина од таму. М3 народното студио веднаш до М2, М4 и М5 беа мали студија кои што јас ги гледав како одлични студија за рок бендови. Тие тогаш се користеа за радиопрограма, за хихирику, за такви работи. Имам добро 5 студија, знаеш.
Да. Едно да има добро Да, и ќе работи, и ќе биде супер. Така. Исто таа музичка продукција на македонска телевизија може да функционира, значи може да едноставно може да работи со млади изведувачи, со млади автори, може да издава. Не сега дека ќе има некој голем бенефит од продажба, меѓутоа барем ќе има сопствена програма, вака. Како не? Е малку празно. Празно. И жално е што тоа пропаѓа може да функционира. Ете, велиш што толку малку, не е некоја инвестиција. Да, и треба малку, и што знам, интериерот малку да се реновира. Треба нов теписон, треба и толку, само нов теписон. И нови светла. Има таму акусти, глуви соби, има се совршено. Се што треба. Така. Ајде малку за она што е актуелно деновиве, тоа е нашето учество следна година на Евровизија. Каков е твојот став? Македонија треба ли да има редовно учество на Евровизија? Па јас сум бил неколку пати директор на Евросонг и мојот став е дека треба да има. Меѓутоа, кога се распишува конкурс, треба да се распише со време и треба да се собере благовремено комисија која што ќе биде објективна и треба да се соберат што повеќе песни, да се има на лагер за да се одбере, да се гледа. И мислам дека огромна грешка е тоа што кај нас публиката не одбира. Нели? Да. Значи секогаш било некаква комисија, па не знам, ние сега ќе одбереме, па овој ќе го пратиме. Да. Чекај малку, тој што го праќаме оди да ја представува државата. И за тој што го праќаме треба да навиваме сите заедно. Како ќе навиваме, ако не знаеме, ако не сме го одбрале ние. Така. Ако не сме гласале за него да го пратиме. Па на крајот и да видиме какви опции имаме. Затоа немам јас ништо против било кој што да сега бил на Евровизија и на кој начин отишол. Да. Меѓутоа не достига да се подигне на ниво на национално чувство. Така. Тоа е тоа што го сметам за многу голема грешка. Едноставно може да се претвори во нешто што е нешто налик на некаква спортска екипа. Да. Знаеме ракометарите да ги праќаме, да ги пречекуваме. Кошаркарите зашто не? Зашто не и екипата што оди на Евровизија, на Евросонг. Ма и ние сме го имале едно време, го имавме тоа чувство. Го имавме, да, ама некако замре, имавме многу големи неуспеси. Неуспесите не се должат на лоша песна и лош изведувач. Се должат на лоша политика, на лошо лобирање и на лоша соработка на нашата делегација во однос на останатите. Да. Значи, таму оди државата да се представи. Така. И таму треба да одат луѓе кои што знаат да преговараат и луѓе кои што знаат да лобираат за државата, луѓе кои што знаат да се погрежат да тоа биде представено на највисоко можно ниво. Не е само да пуштиш пејач или бенд кој што ќе има свој шминкер и своја гардероба и толку, па Господ нека им помогне. Не е така. Цела машинерија е тоа. Треба цела екипа да застане. Се работи за опасно лобирање. Мислам, ја бев во првиот тим кој што беше на Евровизија во 98 во Бирмингем со Владо. Со Владо, да. Незори Зоро беше мој аранжман. Па за да има некако да ме носат и мене, не може аранжерот да оди, не плаќаме карта за аранжерот и Владо рече, Тино ќе свири гитара со нас на сцена. И така и ја имав среќа да отидам. Иначе немаше да отидам. Да. И тоа што го видов таму беше страшно, мислам. Тогаш тоа го изведуваш оркестарот на BBC. Вау. И кога видовме како изгледа тоа и како е организирано и како тоа може и да звучи и да се... Тогаш се знаеше таа британска прецизност во секоја секунда што се случува. Да. Ние овде немавме поим што е. Можам за да греото, замислам. Да. Меѓутоа, слабо ни беше лобирањето, слабо беше соработката со другите делегации, слабо ни беше представувањето. Знаеш, секоја држава има своја вечер, имаш, не знам, албанска вечер, српска вечер, има германска вечер, македонска вечер и таа македонска вечер треба да извадиш се што можеш да се пофалиш со секакви материјали. Да. Тоа не беше добро организирано и мислам дека и ретко кога било.
мој добар пријател е Стефан Чепишевски. Да. Со кој што свирам заедно еден кавер бенд. Стева е човекот кој што најчесто бил на Евровизија од сите, како придружен вокал. Како придружен вокал, да. И тој прво многу добро памти, а друго многу сака да раскажува кога бил, како бил, што се случувало, како што е, и затоа знам дека не сме биле баш секогаш добро представени. Да. Ете, веројатно тоа е некој совет кој што би требало да го земат оваа година, па нешто да направат ако можат, да биде различно. Треба свеста да се подигне на друго ниво. Да. За жал, јас сум убеден дека треба повеќе години за тоа. Не може тоа не се случува преку ноќ. Сигурно. Како што ни е деградирана културата, како што ни е деградирано образованието, како што ни е деградирано здравството, така е се деградирано, така што мислам дека подигањето на нивото на некоја општа колективна свест и чувство за одговорност и национално чувство да не бидам сватен погрешно, чувство дека припаѓаш од овде и одиш да го представиш. Така. Тоа кај што живееш, така. Без разлика за што се декларираш. Не е важно, да. Добро, тоа е нешто кое што требало да се гради и се градело тука на ова тло. Меѓутоа малце го изгубивме патот. Ќе треба време да се врати. Некои други луѓе почна, мислам, се претворија во звезди. Звездите исчезнаа. Така. Во сенка на некои други луѓе и сега треба малку да размислиме зошто е тоа така. Да, и треба да се менуваат. Она што е многу важно и она кое што ти го направи како чекор, нешто кое што е најблагородна работа на секаде во светот, особено кај нас, затоа што кај нас имавме дефицит на такво нешто, тоа е едуцирање на млади луѓе да го живеат рок-н-ролот, да првото рок училиште го отвараш во Македонија. Да, ја имав таква некоја идеја луда. Студиото го отворив 95-та година, нели, и се занимавав со тоа студио како студио, не знам, бев одредено време, некои 6-7 години во просториите во Макотекс, во стара телевизија. Таму закупував еден многу убав простор, налик на М2, само помал, како ние М4 и М5 долу. И потоа тие простории се ги купија некои фирми, моравме да се одселиме и направив студио кое што е многу блиско до местото до станот кај што живеам, во соседниот влез во сутерен, на Симни се качи се. И ми се виде голем простор беше, повеќе простории, повеќе соби, ми се виде добра прилика да пробам да го остварам тој мој сон. Уствари тоа е една некаква моја потреба, некаква фрустрација, нели? Идев во Луи, учев да свирам клавир, нотите пред тебе овона, и кога ќе пробаш да свириш нешто друго, и немој сега тоа, ќе ги искривиш прстите. Леле, па кога дозна мојата наставничка по клавир, дека сум почнал да свирам гитара, кога виде ова тука... А мене ми се свираше гитара, пошто нема што клавир да идеш на плажа да фатиш девојка. Да, малце потешко изводливо. Сето тоа што ми фалеше во тие детски години и во младост, во раната младост, сакав да им го овозможам на некои нови деца. Да. И првиот час во Enterprise студиото се одржа 2002 година во февруари. Направив една мала аудиција, огласи по некои локални весници. Так. Тогаш интернетот не функционираше толку добро со огласи. И на аудицијата се појавија многу луѓе. Многу деца и повозрасни, и млади, и тргнавме со музичка школа. И сега ми викаа другари, бе, добро, дали си нормален? Кој ќе се запише кај тебе да учи рок музика? Зошто рок музика? Па викам, еве, класична музика имаме секаде, знаеш ова. Да. Како бе, тоа нема да успее, нема да... И сега, си викам, ајде да пробаме, знаеш. 24 години подоцна, Да, тоа што, сега во февруари, 27 ќе бидат 25. Скупно 25 години. Да. Тоа што мислам дека
беше пресудно за да успее, беше групната настава. Да, да. Зашто се работи? Ке седнеш во една соба, секој дете на столче, деца, млади луѓе, со предавач, например, што знам, 4 или 5 ученици со предавач, сите почнуваат да учат исто, некој напредува малку повеќе, некој не напредува толку, што е природно, што е нормално. Тој што напредува толку се труди за следниот час да биде подобар, за да ги стаса другите. Да. И тоа е. Прво е некаков престиж, а друго е многу подобро се учи кога сте сите заедно во иста каша. Да, да. Па ја тебе ќе ти помогнам, па ти на мене. Од искуство, од моето животно искуство можам да кажам дека многу имам научено од најдобрите музичари со кои што сум свирил и од најлошите. Така е. Секогаш има што да научиш од некого. И полека тргнавме само со гитара, па ајде бас гитара, па тапани, па клавиатури, нешто ја предавав у тоа време, па после почнав да држам часови за снимање и музичка продукција. И тоа се претвори во нешто кое што, не знам, почнаа луѓе да се јавуваат. Јас тоа не го рекламирав многу, одеше од уста на уста, како што викаат, нели? Да. Меѓутоа, после волку години, едноставно се покажа дека била вистинската формула. Се отворија уште многу слични училишта во меѓувреме. Enterprise остана најголем. Да. Не дека имаме некоја тајна која што ја криеме, меѓутоа мислам дека генерално најбитно, пресудно е љубовта кон тоа со што се занимаваме. Да. Имам одлични предавачи со кои што сум многу среќен и многу сум задоволен од нив. Имаме одличен концепт, кај нас нема лажна хиерархија, сите се исти. Так. Исто се однесувам и со студентите на факултет кога предавам. Да. Секогаш сум на ти, како со тебе сега. И не сакам да се поставувам однос професор и студент, како авторитет. затоа што тоа еден ден ќе заврши, ќе дипломира и после ќе станеме колеги. Така е. Вака, ова е одличен начин да станеме другари. Што на мене многу ми значи. И јас сум сакам со секој од студентите на кои што сум им предавал да останам во контакт, понекогаш да се видиме, да се пишеме, да се прашаме како сме, што сме. Со многу од нив соработувам, на многу од нив сум им помогнал, многу од нив ми помогнале. Браво. И тоа сериозно. Така што сме се претвориле во колеги подоцна. Да. Тоа е единствено нешто што можеш да очекуваш кога подучуваш некого. Ако си незгоден, ако сакаш да се поставиш над него, потоа нема да те почитува. Ама сигурно. Да. Сигурно. Така. Не дека ја тоа сум го планирал, така сум скроен. Да, така излегло случајно. Да. И сега, исто она што е интересно и она кое што е многу потребно кога се учи едно такво училиште, се тие настапи. Нешто кое што веројатно е сатисфакција повеќе за да се свири, да се доаѓа, да се учи, затоа што после тоа се настапува. Да, вака се Тоа се на ниво на концерти ги правите вие. Да, нашиот прв таков настап, прв концерт беше во Кастро под Железничка. Да. Пеце го држеше. Точно. Кастро под Железничка и тоа беше во 2007 година. Значи, уште малку, 20 години. Да. Првиот наш концерт беше таму и беше многу напорно, многу чудно. Тогаш не можеа сите деца да се спремат за да свират на концертот, па мора и некои од предавачи као да помагаат да свират. Андријана предаваше пеење и па свиреше клавиатури. Некои од другиве предавачи ги свираа своите инструменти, додека 2-3 деца се на сцена. И после тоа се претвори во традиција. Значи, секоја година одржуваме најмалку 2 концерти годишно. Так. Едниот е традиционален завршен голем концерт, кој што се одржува на крајот на учебната година, околу 10 јуни. А другиот го нарекуваме новогодишен концерт и се одржува неколку дена пред Нова година. Пред Нова година, во крајот на декември месец.
Меѓутоа се случувало често да имаме и повеќе настапи, например, што знам, Пиволенд, Виноскоп, како се вика, Бела ноќ, последниве години на Бела ноќ настапувавме. Се претвори во традиција и сега Enterprise функционира така што се одржуваат часови, се еднаш неделно, секогаш во недела имаме проби за концертите кои што ги спремаме. Сега за последниот концерт се спремаме секојдневно, секој ден имаме проби и тоа е напорно спремање. Нашиот следен концерт ќе се одржи на 7 јуни во паркот на Франкофонија. За прв пат во историјата на Enterprise поддржани сме од општината Центар, на која што сме и многу благодарни. Овој концерт се вика Звукот на иднината, We Will Rock You. Мое уметничко име и влегува во програмата на за култура на 2026. Одлично, нека биде традиција. Да. Општина Центар прославува 50 години од постоењето. Enterprise ќе прослави 25 во февруари, така што тука сме негде блиску, само на пола од нив. Да, и тоа е во нивна организација, ние се подготвуваме музичкиот дел, тие не поддржуваат, го обезбедуваат финансискиот дел и целата логистика и поддршка и така ова. Се надевам дека ќе се претвори во традиција. И треба да се претвори. Колку деца се? Школата сега брои околу 220 ученици. 220 ученици? Тоа се многу ученици. Да, па тоа е за едно такво рок музичко школо од тие. Тие на маргините. Знаеш што се случува. Малку е смешно. Доаѓаат, се случува деца да ни кажат, тие што сме metalheads, нели? И што слушаме рок или што свириме рок, не сметаат за отпад. Да. се приначи времето, некако поинаку. Некои други стандарди. Се донесува. Да, на овој концерт ќе настапат околу 120 ученици. 120 ученици ќе се извадат 29 композиции. Тоа се кавери од светски бендови, популарни песни. И се има некој ќе каже зашто не ги учите да компонираат. Чекај малку. Компонирање се учи на академија, се учи на некакви други студии. Се што знаеме, сите овие музичари, се што знаат, го научали со интерпретирање на некаква туѓа музика. На крајот на краиштата, ако ги земеме и најголемите институции кај нас, опера, филхармонија, па ете и биг бендот и сите тие изведуваат музика која е напишал некој. Тоа е интерпретирање на туѓа музика. Да, често се изведуваат композиции на македонски автори и тоа се вика авторска ноќ, нели? Авторски концерт. Меѓутоа, повеќето се работи за, не смеам да го наречам тоа кавери, не се кавери делата на Моцарт и на не се кавери, на Рахманинов и на Чайковски. Меѓутоа е интерпретирање на веќе напишана музика во некој време одамна, нели? Така. Да, затоа децава кај нас учат по пат на учење на некоја туѓа музика, најчесто на музиката што ја сакаат. Теркот ни е да намирисаме што сака ученикот, па тоа да му се сервира да го учи, за да полесно се инфицира. Па потоа почнуваме со учење. Учењето е, како што спомнав, групна настава, учењето е без карање, без казни, без оцени, без расправи. Така. Се запишува кога сака, се отпишува кога сака. Така. И после може да каже, ја решив да се вратам, повели, окей. Да, јасно. Домашни им давате? Да, домашно имаат да сработат, меѓутоа не знам како да го кажам ово. Веројатно пак е оставено на слободна волја. Ако се земе предвид дека си одат насмејани од кај нас, ќе заврши часот, не си одат одма, чекаат да се видат со некого, доаѓаат малку и порано.
мислам дека никој тоа не го сваќа како домашно. Него ова сме го работеле овој час, па следниот час ќе работиме нешто друго, ова мора да се подготви. Да се спреми строфата, например, за да го работиме рефренот. Да, ма на тие деца веројатно и им треба да им се даде задача, нешто кое што дома ќе се го сработат. Мислам, они секако би го работат. работат. ме измести со ова домашна. не го сваќаме тоа така. Не го сваќате така. Па тоа е нешто кое што не збуни малку. Да, нешто кое што не знам, сите сме го имале. Јас кога сум пела у хор, например, не било тоа домашно, меѓутоа зимаш и се подразбира што треба спремиш за да одиме напред. Така е, јасно, за да се случи развој некаков. Јасно. Меѓутоа училиште па некако следствено ми дојде да го употребам тој збор. Добро, ама прегрубо звучи за музичко школа. Далеку од се што знаеме. Училиште со сите последици. Да, добро, ова е нешто како училиште по избор. Знаеш, онака обично кога одиме во училиште, деца во што не они не би иделе ако не мора, а ова го избираат сами да одат. Училиште, стварно се учи да се свири, имаме деца што свират одлично, имаме деца што веќе и прават своја музика. Меѓутоа немаме часови за компонирање. Така. Се обидовме, минатото лето направивме една летна школа, во која што се запишаа ученици кои што сакаат да видат како изгледа процес на создавање на композиција, и јас и предавачите од Enterprise им одржавме еден таков циклус од некои 40 дена од прилика. И тоа резултираше со нивна собствена композиција, која што научија како да ја создадат, како да ја аранжираат, како да ги расподелат инструментите, како да го доведат тоа до крај. На крај снимивме, испадна успешна снимка. Одлично. Меѓутоа, тоа е процес за кој што треба луѓето да се повозрасни. Да. Треба да се повозрасни заради тоа што за да се бавиш како автор со некаква музика и да тоа го изучуваш во период кога си во основно или на почетокот на средно училиште, мислам дека е прерано. Да. Па добро, ќе имаат време. Вие ги насочувате, па понатаму нека изберат. Знаеш што ме интересираше? Стейнберг сертифициран тренинг центар. Ајде да објасниме за него. Многу луѓе, Стейнберг е една компанија која што го произведува софтверот Cubase, за кој што многу луѓе слушнале. Cubase е у суштина имитација, платформа, имитација на едно комплетно студио. Во него има миксета, во него има уред за снимање, во него има виртуални инструменти. И на еден компјутер може да се направи буквално се. Можеш да создаваш, можеш некого да снимаш, можеш да едитуваш, можеш да миксаш, можеш да ја финализираш музиката и да ја доведеш до овој момент на печатење и издавање. Да. Јас сум сертифициран тренер на Стейнберг за Cubase и Enterprise училиштето е сертифициран тренинг центар. Тоа се случи во соработка со Дореми, кои што се представници на Ямаха, од неодамна, од прилика нешто помалку од 10 години, Стейнберг Ямаха го купи Стейнберг. И пошто Дореми работат со Стейнберг, па се случи да дојдат нивни представници од Германија и некако дојдовме на идеја да направиме школа за Стейнберг, Стейнберг производите овде. Значи не се работи за Cubase, Стейнберг има и други производи, има Дорико, има Ноендо, има уште многу производи кои што се малку по-комплицирани, кај нас е Cubase онака најсеопфатен и најчесто се учи. Се запишуваат млади луѓе, некаде од 16 години нагоре, пошто е сепак комплицирана платформа. Да, не е едноставно. Да учат како се снима, како се микса, како музиката што си ја прави дома, како да му звучи добро. Да. Како да ја финализира, како тоа да го доведе до ниво на се имам музика, па се треба да снимиме видео и да го закачиме на YouTube. И тоа да биде професионален производ. Или да оди само на аудио стриминг сервис, као што е Spotify и останатите. Така. Тоа започна да функционира од 2019 година и до сега оди многу успешно. Браво.
Од септември повторно ќе имаме уписи. И така, ништо специјално. Мислам, нешто што другите го сметаат за големо, мене никогаш не ми е специјално. Мене ми е нормален развој. Исто преска, кога ме најавуваше, фала ти за прекрасната најава, спомнам многу работи. Да, ја стварно не знам да кажам, кој ќе ме прашаат што си, па музичар сум се. Да, па тоа. Ми е да кажам, јас сум ова, па сум работел тоа, па ова, мислам, малку е... Добро, може ти не сакаш за себе. Јас сум влюбен во музиката, кој знае да ги да прави неколку. Така е, меѓутоа тоа не може да не се препозна и не може да не се верификува затоа што е така, па е така. Мислам, тоа е нешто кое што е твој минат труд, нешто кое што си го оставил и затоа на крај сакам да го оставиме Ентерпрайз училиштето, да го оставиме за крај затоа што е навистина нешто огромна работа да го пренесеш тоа што го знаеш на генерации кои што треба да бидат иднина на оваа сцена. Прво треба да се знае да се работи со деца. Мислам, возраста на нашите ученици е некаде од 7 од прилика до таму 19-20 години. Најчесто кога се запишуваат на факултет веќе им станува густо. Па вика јас ќе паузирам факултетов сега да не биде тежок ово. Некои од нив се вратиле као не е толку тешко, ама некои од нив не успеале да се вратат заради тоа што факултетот навистина им е тежок. Кога се запише на финки, има многу обврски. Има многу, така. Така што тоа ни е основно, средно, до факултет. Имаме и групи со возрастни ученици. Има ученици по гитара кои што се повозрастни од мене. Стварно? Тие се најголеми ентузијасти. Тие највише сакаат да свират. Да, највише сакаат, пошто они стварно сакаат да свират. Тие саат типол што ќе дојдат кај нас на час. Сега ќе може да ги видиме и на вакво. И на концерт, браво. Ти ги подсетиме уште еднаш да никако да не го забравиме 7 јуни. Да, недела 7 јуни, парк на Франкофонија. Концертот е закажан во 20 часот. Еден час пред да започнеме со концерт ќе имаме диџеј за да се опусти публиката и така. Супер. Секако ќе бидеме ние дел од тој настан, да посведочиме сето ова што го зборувавме, да видиме како звучат на сцена. Сакаат ли? Возбудени се секогаш пред концертите деца? Ана, на нашите концерти многу често има повеќе од 1000 посетители. Браво. Значи тоа е бројка со која што не се само мама, тато и значи Ентерпрайз училиштето има има своји фанови. Има фанови, што е малку чудно, школа има фанови, ама има. Така што доаѓаат другари од школа, доаѓаат роднини пријатели на родителите, пријателите и така меѓутоа највеќе посетители имаме кои што не се поврзани со школа. Тука има групи на деца кои што знаат дека Ентерпрайз има концерт, ќе има журка, ќе свират добро овие. Рака на срце, стварно, нашите концерти се кога ќе затвориш очи мислиш дека свират возрастни луѓе, значи дека свират искусни музичари, работиме напорно и децата се секогаш спремни. Ги учиме на одговорност, ги учиме на колегијалност, на односи во еден бенд или во еден некаков условно речено колектив. Така што максимално сериозно се пристапува кон тоа со лабаво и со смеење. Знаеш, и многу интересно како функционира тоа. Знаеш што ме интересира? Може да го врземе и со родителскиот аспект, кога родителите децата си ги школуваат, сега треба да се гледа и на еднината. Обично некои родители сакаат да си ги задржат децата тука, некои родители сакаат и да ги испратат надвор. Ако направиме паралела со рок училиште, со школа твое, сакаш да ги видиш децата надвор од овие граници? Некои од тие деца да успеат, затоа што веќе музиката, она што се учи тука е лесно достапно и надвор. Поготово со социјалните мрежи, со платформите, каде што може да се презентира музика, они многу често знаат и можат да успеат. Ние имаме бендови кои што се активни и свират надвор, не само тука, помалку ги знаат у Македонија отколку надвор. Имаме тројца наши ученици, Петар, Јаков и Огнен, кои што заедно се запишаа на Беркли и дипломираа заедно. Браво. И сега се многу добри, многу битни музичари. Како не? Да, нормално дека сакаш да видиш
луѓе кои што, мислам, млади луѓе кои што успеале надвор, па тоа е и целта, тоа е и некаков доказ дека дека школа функционира како што треба. Јазикот на музиката е тој, нели? Да не речам англиски. Да, па тоа е. Меѓутоа, на рок музиката претежно на 99% е се на англиски. Има многу наши ученици кои што отишле, живеат надвор, добро функционираат. Има многу наши ученици кои што си ги носат своите деца на музичко кај нас. Па стварно, 24 години веќе има, и деца може да... И кога ќе видиш дека многу од нив станале професионалци, многу од нив се запишале на Джез академијата во Штип или на популарна музика овде кај на музичка академија или на други универзитети, многу од нив никогаш не станале професионалци, туку им останало тоа хоби. Да. Едноставно битно е дека ја имаат можноста. Ја добиле храната. Така е. Се нахраниле со музика. Како тоа ќе го генерализираат после е нивна работа. Меѓутоа, мислам дека е дека како се вика Анита Колинс, Your Brain on Music, има една книга. Тоа е доказ дека човечкиот мозок кога човекот музицира, многу поинаку се однесува и многу поинаку се развива. Кога едно дете се развива со музика, неговите когнитивни и, како се вика, интелектуални способности одат во друга насока. Така. Мислам дека е тоа пресудно за развој на една сестрана личност. Да. И нема поубаво што, и ја имаат таа можност тука. Имаат таа платформа да го развијат тоа и не знам, посакувам уште многу деца да дојдат и уште многу деца да го искусат тоа. Тоа чувство на музицирање, особено на групното за кое што зборувавме, оноа чувството да бидеш во бенд, да припаднеш во една... Да си во некаков тим. Да си во некаков тим. Дали е музички тим, спортски тим, или не знам, така. или ученички тим, не знам како да го наречам тоа. Меѓутоа, чувството за припадност во некоја група, не само бенд, него во социјално чувство, дека си музичар, припадаш на група музичари. Така. На луѓе кои што се занимаваат со нешто со што не можат другите да се занимаваат. Така. Ете, вредиш на некој начин, во некоја сфера. Да. Мислам дека е тоа пресудно. Битно ние да се сите среќни. Имаме среќни родители. Тоа е важно. Среќни деца, среќни родители, среќни даскали. Така. Така тоа е тоа. Тоа толку години, јас сум презадоволен. Сега не знаеме како ќе се одвива понатаму, меѓутоа се испостави дека, знаеш, за време на ковидот на YouTube се појавија многу школи за музика, и школи за снимање, и школи за глума, и се живо. Луѓето се живо направија во тој страшен период кога бевме сите затворени и мислевме дека значи ова нашево изгледа ќе заврши и најверојатно ќе се пресели сето тоа на онлайн платформи, меѓутоа не испадна така. Така што се надевам дека ќе имаме уште многу години прилика да едуцираме нови млади кадри и да усреќиме многу деца. Сигурна сум дека ќе е така. Ти благодарам и на сите кои што го работат тоа со тебе, затоа што им даваш можност на младите деца. Ти благодарам и што одвои време да бидеш гостин. Јас ти благодарам за поканата. Многу ми се свиѓа овде. Да, убаво ни е студиото, топло е, така, убава атмосфера има, убави муабети. Ти благодарам за поканата и за честа. Исто, ми беше убаво што си помуабетивме и што отворивме убави теми, затоа што, знаеш, живееме во време во кое што не често се зборува за вакви работи кои што ќе поттикнат млади луѓе да дојдат, да чујат, да видат. За почеток на 7 јуни се гледаме, паркот на франкофонија, а потоа и здравје Боже новата учебна година во Ентерпрайз. Вам, како и секогаш, ќе ви заблагодарам на вниманието и се гледаме, веќе знаете, секој петок, 19 часот на YouTube каналот на Слободен печат. Чао за денес!